Се враќаме со емисијата, како што најавивме, Дарко Симуновски, експерт за криптовалути, една несекојдневна тема со која живееме секојдневно, за која најмногу ми се чини се зборува, но која не толку многу се објаснува. Затоа имаме во студиото гостин Симуновски. Ваша задача утрово е на граѓаните да им објасниме што се тоа криптовалути, што тоа се случува во однос на фамава со криптовалутите во целиот свет и се разбира како да се збогатат. Тоа треба да им го кажете. Така. Кажете ми на почетокот една мала интродукција, куса што се криптовалути за луѓево пластично да разберат на почеток. Така. Бидејќи често слушаат биткоин, етериум, догекоин, така натаму, што е тоа? Така. Криптовалутите представуваат дигитална вредност, значи слично како парите, постојат само во дигитална форма. За размена на тие коини што постојат, значи криптовалутите, за размена користат криптографија и со таа криптографија начинот на трансакциите се поприватни и на начинот децентрализиран како што го прави блокчейнот, затоа што криптовалутите се базираат на блокчейнот, на тој дистрибутиран леџер технологија. Значи, за онака кажано поедноставно, доколку вие имате криптовалута, никој нема да знае дека вие ја имате и можете да ја добиете или да ја дадете на некој без да бидете регистриран од никого. Никој не би знал. Има опција за тоа, но не мора да значи дека е така, затоа што кога прв пат влагате во криптоиндустријата со вложување, со купување криптовалути, обично тоа мора да оди преку менувачници што се специализирани за криптовалути. Пред да почнете купување на криптовалути, мора да се регистрирате вашите лични патоци, како лична карта или пасош, и така да не е тоа така тајно како што многумина мислат. Значи ве има. Значи некаде ве има. Да, апсолутно има, значи регистрирано е во секоја една менувачница, сите учесници во таа менувачница што купуваат и што продаваат криптовалути се регистрирани. Да, зошто криптовалутите земаат толку голем замав? Ми се чини дека сега во однос на фамата која ги обкружува, дека ги надмина традиционалните берзи, веќе не се зборува толку многу за акции, не се зборува многу за оние други начини на тргување, за форекс тргување, за тргување со комодитети и така натаму. Така. Сега се е крипто. Зошто сега се е крипто? Така е. Одлично прашање. Јас баш сакам да зборувам поконкретно зошто криптото. Па прво вака, значи прво да објасниме на публиката и да ги потсетиме сите дека денеска во денешен датум, значи отприлика сите тие акции во светот што се тргуваат, тоа е некаде бројка над 90 трилиони долари. Од кои над 60 трилиони долари се само во америчките берзи. Тоа е една голема сума на пари. Исто така имаме обврзници, bonds. Значи обврзниците исто така достигнуваат голема бројка во светот глобално, се проценката е негде дека се сигурно над 130.000 трилиони долари. Маркет капитализацијата на криптовалутите денес е 2,15 трилиони. Значи, тоа е една моментално небитна мала цифра во споредба со другите познати средства на тргување, како што ги имаме, како што се овие што преходно ги спомнав. Сега, зошто криптовалутите се посебни? Затоа што криптовалутите, за разлика, пример, да речеме, од акции, кога вложувате во акции, поседувате акции од одредена фирма и затоа според како оди акцијата, така добивате профит. Евентуално некои акции што се со дивиденди, со испаќање на дивиденди. Најдобрите брокери во светот со акции одат и до преку 200% заработка во текот на една година. Значи, како заработка зборува. Криптовалутите даваат еден нов поглед, нешто невидено досега во тој начин, да речам, како што е начинот од повраток на инвестицијата. Значи, како што криптовалутите можат поврат на инвестицијата да ви направат,
до сега ние не сте виделе во традиционалните средства било какво тргување каде што може да ни донесе толку голем профит. И плюс, многу битно да напоменаме е што да разбира луѓето дека криптовалутите моментално се на почеток од светска адаптација, светско прифаќање. И како што гледате, секојдневно се носат нови регулативи во различни земји. Веќе бевме сведок каде што официјално имаме и официјално земја што како својата национална валута го зеде и биткоин како дел од таа национална валута. Затоа би рекол дека зборуваме за Ел Салвадор, така беше. За Ел Салвадор точно, да. Сакав со ова да потенцирам да разберат луѓето дека јас како што гледам маркетот денес на криптовалути, тоа е маркет што секако ќе расте минимум пута 100, предпоставувам и повеќе пута 200 од сегашните. Значи очекувам за 7-8 години овој маркет да биде вреден преку 200 трилиони долари. Маркет капитализација на цел криптомаркет. Да, она што го зборуваат традиционалните аналитичари, бидејќи како што и самиот кажавте, инвестирањето на сериозни инвеститори во крипто пазарот е се уште срамежливо на некој начин. Имаме луѓе кои тоа го прават отворено, како да речеме Елон Маск и тие познати инфлуенсери во светот. Има и компании во Америка кои купуваат сериозни суми на криптовалути, но сепак тоа се уште пионерски чекори. Традиционалните аналитичари велат дека крипто пазарот е нерегулиран, дека криптовалутите се нестабилни, дека тие не се базираат на реална вредност, туку само на шпекулативна заработка и дека тоа најмногу ги одвратува традиционалните сериозни инвеститори да влезат на подолгорочен рок во таа инвестиција. Што би им кажале на нив? Вака, малку ова сега прашање ќе мора да го проширам. Првиот дел од вашето прашање беше, значи, се извинувам, првиот дел од прашањето беше конкретно во однос на тоа, видите, прашањето е едно, тоа е целина, дека во однос на нерегулираноста и во однос на ризичноста на тргување со криптовалути, во однос на тоа дека тие не се базираат, да речеме, на реална вредност како што се базираат акциите или обврзниците, туку едноставно се базираат само на пазарната вредност, на понудена побарувачка и на шпекулација. Да. Значи, апсолутно не се согласувам со тоа, затоа што, еве сега ќе, значи, како што и вие спомнавте сега, има големи инвеститори вклучено во криптовалути. MicroStrategies на Майкл Сейлер моментално најмногу поседува, значи веќе се приближуваат кон 2 билиони инвестиција само во биткоини. Да не забораваме Goldman Sachs, сите знаеме кој се Goldman Sachs, кој се Morgan Stanley. Morgan Stanley, Goldman Sachs, сите тие на своите богати клиенти им нудат криптовалути. Значи, ако веќе сигурно еден таков профил на Goldman Sachs и на Morgan Stanley, сигурно едни такви компании нема да инвестираат во криптовалути ако криптовалутите се шпекулативни. Шпекулацијата како шпекулативни средства, криптовалутите, мислам дека заврши уште од 2019 со почнување на институционално адаптирање на криптовалутите, општо во светот секаде, и регулирање на криптовалутите. Сега, за променливоста на криптовалутите, многу се зборува дека како се тие променливи и како се ранливи. Да, тоа е точно, денешно време, да, тие се променливи многу, но меѓутоа треба да разбера луѓето дека ако ја гледаме целосната слика, да речеме zoom in и zoom out на, да речеме, ете на биткоин да го заеме како пример, како водечка криптовалути и прва, значи можеме да видиме големи падови и големи скокови. Имавме негде, се чинам дека беше април или мај, кога стигнавме до 64.000 долари, рекорд струшен, како највисока вредност на еден биткоин. Моментално негде 46.000, значи видовме големи падови, скокови. Тоа се должи затоа што само 2% луѓе во светот поседуваат криптовалути и тргуваат со криптовалути. Тоа е еден многу мал процент. Тоа е еден мал процент каде што јас верувам затоа што криптовалутите се достапни каде што е достапен интернетот.
И со тек на време, како што оди адопцијата и како луѓе се повеќе се приклучуваат во криптовалутите, така и криптовалутите, маркетот на криптовалути ќе стане постабилен. И тоа е нормално, затоа што сега има помалку пари во тој маркет и полесно е да се манипулира. Тие што се големи играчи, веќе се влезени големите играчи, значи тие што најдобро ги следат економските промени, значи и тие се свесни дека ова е прилика еднаш во животот. Значи ние имаме сега генерацијска прилика со овие криптовалути, со враќањето на инвестиција, значи процентот е енормно голем во споредба со било какви традиционални средства на тргување. Кажете ми, кога зборуваме за криптопазарот, ми се чини дека има уште една работа која се смени. Ако пред неколку години еден од базичните стравови на било каков инвеститор, мал или голем, беше дали тоа еден ден се ќе исчезне, онака ќе го снема, дали биткоинот ќе дојде да вреди нула, едноставно ќе изгуби вредност, бидејќи ќе почнат сите да го продаваат и нема да вреди ништо. Ми се чини дека тој момент, тој прак е веќе надминат, дека веќе нема враќање назад, дека така не постои веќе можност криптовалутите или криптопазарот едноставно да исчезнат. Тие се тука и ќе останат. Апсолутно се согласувам, значи нема враќање назад од ова. Значи видете, знаете, ние сме биле многу пати сведоци во историјата, значи како големи технолошки промени кога се случувале со почетокот на интернетот, сите ние се сеќаваме, јас лично се сеќавам, доволно сум возрасен, значи кога излезе интернетот, јас лично не бев многу фан на интернетот, немав потреба да одам на компјутер, затоа што бројот на корисници беше многу мал. Можностите на интернетот ние не можевме да ги разбереме кои се во 90-тите години со почетокот на интернетот. И затоа не знаевме што ќе се случи со интернетот, затоа што беше технологија пред своето време, каде што едноставно и беше тешко да ја разбереме. Значи ова е исто. Зошто? Само ова јас би рекол дека е поголемо од интернетот. Ова криптовалутите, се што се случува со нив е поголемо од интернетот. Зошто? Затоа што криптовалутите се одлика и презентација на децентрализирани финансии, односно на нов вид на финансии, нешто што е невидено во современо општество на живење. Тоа е едната работа. Втората работа е самата технологија по себе што ја носат. Затоа што сите тие што се криптоинвеститори повеќе време знаат дека во криптоиндустријата има поделба на класификации на одредени криптовалути што се занимаваат со одредена дејност. И така да како што е гледам Тие значи имаат приказна за себе, не се само голо тргување, туку имаат проекти, имаат дејности, имаат. Да. И затоа, значи, поради тие работи сметам дека значи нината на криптовалутите допрва доаѓа. И јас затоа велам, значи ако веќе некој е пропуштил првата станица на возот што оди, може да се придружи на другата станица, уште има време. Сега имате избор дали ќе се придружите на движењето и ќе имате финансиска придобивка и финансиска независност. Значи овие криптовалути на многу луѓе им дадо финансиска независност, вклучувајќи име и мене. И на уште многу луѓе ќе им дадат финансиска независност. Нешто е сега, што е многу битно кај ова, што кажав. Значи, финансиската, нови финансии, што значи тоа нови финансии? Значи, нема повеќе централност, нема централна влада, нема централни власти, значи секој си е своја банка, секој си одговара за своите средства. Нешто што е дефинитивно невидено досега во ова нов вид на финансии. За да објасниме на гледачите кои можеби ова не го знаат како функционира во пракса, например, сега јас тука од Македонија, доколку сакам на некого во Америка да му пратам 100, 200, 500, 1000, 10.000 долари, сега јас од мојот телефон преку крипто му ги праќам тие 10.000 долари со некоја минимална провизија, да речеме, тој парите инстант ги добива, или за една минута, да речеме, и при тоа во тој трансфер немаме
банка, немаме Western Union, Да. немаме никаков трансфер на пари, едноставно тој ги добива и може да си ги земе, да ги троши, да прави што сака. Да. Прашањето ми е дали тука имаме еден силен отпор на традиционалните банки, бидејќи едноставно на таков начин им се одзема нивниот бизнис. Апсолутно. Апсолутно, дефинитивно, значи криптовалутите представуваат голема дисторзија за финансискиот систем што го познаваме. Криптовалутите ќе го променат лицето на светот што го знаеме денес. Дефинитивно, пред се од финансиски аспект и од технолошки аспект. Финансискиот аспект е што ние имаме прв пат средство, за разлика од фиат валутите што се издавани од владите. Фиат валутите немаат реално гледано немаат вредност. Зошто го велам ова? Затоа што секој еден економист знае дека при нормални услови имаме инфлација до 3%. Значи во нормална економија може да се случи инфлација на купожната моќ, колку луѓето можат да купуваат од година за година, се намалува. Значи ако да речеме имаме 100 евра во денарска предвиденост без разлика, тие в година ќе вредат 97, можеби помалку во услови вака на корона, сигурно многу помалку ќе вредат. И тоа веќе ние сме сведоци за тоа. Сведоци сме и видовме многу пати како што општества буквално се распаѓаат, како што е Венецуела. Значи хиперинфлација, веќе не е инфлација, тука е хиперинфлација и моментално единствени луѓе што обстојуваат во таа хиперинфлација во Венецуела, пошто е буквално таа хиперинфлација е толку голема што за $1 ви даваат размена на една вреќа пари. И сите луѓе што влегоа во криптовалути, особено по младите генерации, буквално се спасија од ова хиперинфлација во Венецуела. За оние луѓе што остана. Значи, еве, погледнете го само тој пример во Венецуела. И ќе ви биде јасно зошто криптовалутите се толку многу голема работа. Па тоа е и објаснувањето на компаниите во Соединетите Американски држави што вложуваат во криптовалути, велат да се заштитат од инфлацијата на доларот. Да. Овој дел на емисијата го посветивме на некој начин за објаснување на криптопазарот на луѓето кои не ги знаат доволно основите или не знаат доволно детали. Ајде последните неколку минути да ги потрошиме за луѓето кои знаат, кои инвестираат. Една од главните дилеми која се наметнува кај инвеститорите е мајнање, копање или купување и продавање на крипто. Што е вашиот совет? И што е разликата? Видете, вака сега. Значи, мајнингот... Бидејќи имаат и предности, и мани, и двете опции, да. Така е. Значи, јас лично само трейдувам. Јас лично трейдувам, купувам и трейдувам. Тоа го правам. Не мајнирам, затоа што моментално тука, во Македонија, моментално немам така услов за да можам да земам енергија, значи електрична енергија од обновливи извори. Јас тоа секогаш им го препорачувам на сите што сакаат да мајнираат. Значи ако имаат можност да си стават сончеви колектори, па на тој начин да мајнираат, веќе ако сакаат малку посериозно да одат во тоа, затоа што мајнингот, да се разбере прво мајнингот. Што е мајнингот? Мајнингот сам по себе е дел од блокчейнот. Тоа е, значи, кога се прави одредена трансакција, јас праќам на некој пари, пример, и за да се валидизира таа трансакција, има одредени мајнери преку компјутерите со моќноста на тие компјутери, за да ја пресметат да ја пресметат таа трансакција и да ја валидизираат, валидност да ја дадат на таа трансакција. Тоа е, значи, главно да се разбере што е мајнинг. Мајнингот, конкретно за биткоин, треба да имате одреден хардвер да го купите и, значи, прво нешто е инвестирањето во хардвер. Втора работа е треба да се земе во прилика во потрошувачката на струја. Да, потрошувачката на струја и исто така многу битно, значи, опрема и менување на делови што со тек на работа би откажале на тие компјутери, да речеме. Еден професионален ASIC компјутер за биткоин вреди од 10.000 до 15.000 долари. Може и со помали средства да се почне,
Но меѓутоа нормално врз зависност на какви хардверски компоненти има компјутерот, толку колку може повеќе обработка на потоци да направи, толку повеќе може да манира, односно со тоа манирање се добива награда, односно се добива биткоин во мрежата. Купувањето и продавањето е поедноставно и апсолутно ако не сте се избегнуваат сите тие компликации, одржување, инвестирање на сето тоа, чекање на поврат на инвестицијата. Да, затоа што сепак треба да се земе предвид инвестицијата од старт и сите тие пропратни работи за одржавање. А во врска, пример, за луѓе што не тредувале никогаш во животот, јас лично сум имал искуство во акции од до 2018 тредував со акции, уназад 10 години, кога видов тоа можноста со криптовалутите, буквално се откажав од акции, затоа што заработката што криптовалутите ми ја носат е неспоредлива со акциите. Сега сакав да кажам дека јас препорачувам мајнирање само за лица што се технички подковани, значи што може да изваат максимум од перформансите на својот компјутер. Да. Добро, и за крај времето ни измина, открите некоја професионална тајна, еве за овие што сакаат да инвестираат, дајте предлози доколку сакаат во што да инвестираат сега, бидејќи ги знаеме сите, нели, биткоин, етериум, но дајте нешто повеќе. Да. Јас лично сега во последно време работам на мојот сајт Token Paddock. Тоа ќе биде сајт за светски сајт, ќе биде и само за криптовалути. Се што се однесува за криптовалути, ќе има таму и анализи. Јас тоа ќе го правам заедно со други мои луѓе, сработници, што се исто така трейдери од секаде од светот. И постојано тоа го правам, значи навистина сакам тоа да го работам. Имам страст за тоа, затоа што гледам овој потенцијал што го имаат криптовалутите е нешто невидено до сега. И јас ги охрабрувам, значи луѓето, почетниците, секогаш да се охрабрат, да стават барем малку од тоа што може да си дозволат да го стават како влог, да речеме, и да се охрабрат да пробаат со топ 20 криптовалути што се на маркет капитализација, како една постабилност што би ја добиле за почетници. Инаку, моментално има преку 11.000 криптовалути. Од голем дел од нив не презентира никаква вредност. Имавме такви ситуации, како што се случи со Dogecoin, со Shiba Inu. Тоа се начини каде што рекламата продава. Тие нема никаков проект. А исто така голем дел од тие криптовалути, моментално преку 11.000, имаат засновано зад себе еден сериозен проект, нешто што го работат и во нешто што се значајни. И јас сега морам да спомнам прво, пред да спомнам неколку парички, ако ми дозволите, би сакал само да спомнам класифицирањето на криптовалутите. Има една класификација во криптовалутите што се вика DeFi, Decentralized Finance, децентрализирани финансии во превод. Тоа е нешто што е излезено од 2017. Прв пат е формирано на Ethereum блокчейн и после понатака се развива и на други коини, односно на други криптовалути. DeFi мислам дека многу ќе промени во светската, во цел свет, ќе ги измени финансиите. Сега ќе ги спомнам како дел од тие проекти што се на DeFi платформи. Uniswap, како големата со најголем обем на трансакции, Uniswap, што е на Ethereum блокчейн, и исто така како Compound, Maker, тие се DeFi платформи, а исто така би спомнал протокол, паричките, како што се Chainlink. Без Chainlink нема да бидат возможни тие DeFi, значи потребата да се поврзи сите датотеки од DeFi платформите со оригиналниот блокчейн, Chainlink тоа го прави. Да, добро, немаме веќе време, ве молам. Само еден предлог, што би им порачале на трейдерите? Па јас би им трейдувал, јас лично одам повеќе на фундаментал трейдинг, значи одам повеќе фундаменти бирам и значи white paper, значи сите тие истражувања што се неопходни за да се добие добра проценка.
И затоа сега би спомнал неколку парички, значи вие како што ми рековте, би ги спомнал исто Chainlink, би спомнал Polkadot, би спомнал Uniswap, Binance исто така би спомнал, многу е обемна и има премногу проекти, значи има Nexus Mutual, тоа е кој што го решува, што ги решава сите финанси и ги осигурува, тоа е осигурителна компанија во криптовалутите, така да ова е цела наука, многу е широка. Симуновски, ви благодарам. Мислам ми беше задоволство. Ова беше за гостите, еве за гледачите едно освежување во однос на програмата. Ви благодарам. Следевте уште едно Студио 10. Останете со програмата на Телевизија 24.